Позициите на СДСМ остануваат исти, непроменети. Очекуваме да во текот на утрешниот ден имаме повеќе информации и од страна на меѓународните партнери, се со цел да знаеме дали преговорите ќе продолжат и во текот на утрешниот ден. Очекувате ли договор ќе продолжат? Ние остануваме на нашите позиции и се надеваме дека ќе се дојде до договор после вразумувањето на другите учесници во целиот овој процес, особено на ВМРО-ДПМН. Го имавте викендов за внатре-партиски консултации, до каде се вашите консултации и каде точно заглавија партиите околу ингеренциите на министерот за внатрешни работи? Консултациите се во тек и не би можел да кажам пред утрешниот ден, кога што е даден рокот за почеток, односно продолжување на преговорите. Овие 2 дена исто така СДСМ ги користи за внатрепартиски консултации, но нашите позиции се јасни и остануваме на истите позиции. А каде точно околу ингеренциите заглавија? Не би можел да коментирам денеска за тоа. Во таа смисла, господин Николовски, само едно мало дополнување. Ако веќе не се согласувате со уредба на влада да се постави организацијската структура во МВР, предпоставам имате некои анализи на партиски правила, има некоја опасност зашто не се согласувате, ќе има некои последици и тоа по работата на МВР околу професионалност или зошто, што е толку спорно тоа? Согласно законите во Република Македонија, законот за влада, со министерствата раководат министрите. И не може да се прави никаков друг исклучок да со Министерството за внатрешни работи раководи некој друг. Цврсто ќе стоиме на ставот дека министерот за внатрешни работи, за да ги сноси сите одговорности што ги има, ќе мора да ги има во целост сите овластувања и ингеренции кои што му се со закон. СДСМ од таа позиција нема да се помести. И уште едно прашање со врска со предишната пресконференција. Секогаш нагласувате кога имате пресконференција дека кога ќе дојдете на власт ќе следат санкции, ќе одговарате и што треба да одговара. Меѓутоа, прашањето ми е зошто, што ви спречува сега тоа да го правите? Зошто не покренувате постапки за обвинувањата во било која област, конкретно во оваа денеска за која што зборите? Јас веќе имам поднесена кривични пријави кои што се однесува за вчерашната тема, тоа е за субвенциите, и постојано сум повикуван пред обвинителите кои што ги работат случаите, но бидејќи во истрага, навистина не може да се откриваат детали, особено кога е во случај кривичната пријава против Михаил Цветков за злоупотреба за судебни интереси, а гледаме дека денеска ревизорот токму тоа и го констатира дека спротивно на закон се исплатени 3 милиони евра по мерката 124 за чистење на канали, а во 2014 година, во 2015 година се исплатени повеќе од 5 милиони евра токму поради неичистени канали, за кои што некој земал претходната година на средства. И ова кривична пријава, мислам дека е во една напредна фаза. Ние поднесовме, јас и околу другите, сите мои случаи за кои што зборуваме, дејќи се цврсто и дебело подкрепени со документи и сведоци сме дека вчера немаше никаква реакција на оваа тема. Затоа ги охрабруваме институциите да, согласно она што го имаме доставено како докази, како материјали, ги забрзаат постапките пред самите институции, се со цел да имаме што побрзо разрешница околу сите овие случаи. Дополнително, СДСМ ќе поднесе кривични пријави кои што се однесуваат на ревизорскиот извештај за платежната агенција и за земјоделското земјиште, за да не можат институциите во државата, обвинителствата да не го погледнат овој извештај, затоа со кривични пријави ќе бидат доставени овие ревизорски извештаи до обвинителството во Македонија, се со цел да им ги понудиме аргументите, фактите и доказите за она што е нивна обврска, а тоа е почеток на истрагите и процесуирање на сите овие случаи. Господин Николовски, со оглед на тоа дека бевте дополнителен заменик министар во земјоделство, може ли да ми кажете колку, односно од предвидените програми, од парите кои владата ги дава за унапредување на земјоделството, навистина стасале кај вистинските земјоделци или и тоа се покажа како една голема перилница на пари каде може би се купува некој партиски. Ние постојано со факти, аргументи и документи потврдуваме злоупотреби кои што се имаат случаи, но и самите нивни институции. Владата потврди дека на 2 дена
пред изборниот мол 2014 година се исплатени 48 милиони евра за субвенции. 2 дена, тие се исплатени во петокот, изборите беа во неделата. Тоа потврдува за какви намени се токму овие средства. Ако ја погледнете програмата за директна поддршка на земјоделството, која што е 2006 година во јануари месец донесена, ќе се открие еден факт дека лага е дека 100 милиони евра одат за субвенции. Затоа што за програмата од 2016 година и со буџетот од 2016 година се предвидува 48% од целиот буџет, значи тоа е пак околу 50 милиони евра, не да бидат наменети за земјоделците за оваа година, туку да бидат исплатени за заостанати обврски на платежната агенција од претходни неколку години. Тоа е потврда на фактот што го збориме дека илјадници луѓе кај нас поминаа со решенија за неисплатени субвенции 2011, 2012, 2013 година. Не се исплаќа, се со цел да се исплатат луѓето кои што се блиски на власт. Ние овие денови ќе ги објавиме и луѓето кои што и фирмите кои што се блиски на власта, кои што добија и сега до 30 јуни, кога е законскиот рок, милиони субвенции. А повторно на терен вестинските земјоделци ги немаат добиено субвенциите ни за оваа година, ни за претходната. И дополнително со ребалансот владата предлага 15 милиони евра да скрати оваа година повторно од буџетот за 2016 година за субвенции. Точно во ставката за директни плаќања кои што се исплаќаат од платежната агенција. Самото тоа потврдува колкави се лагите на владата. Првин дека буџетот за земјоделство е толку 100 милиони или како што сака да нарече дека 700-800 милиони се дојдени до вистинските земјоделци. Самите податоци од овластените институции, од Државниот завод за ревизија, од Државниот завод за статистика потврдуваат дека тоа е лаг. А доколку имавме толкави инвестиции во земјоделството, нема да беа такви податоците кои што доаѓаат од Царинската управа и од Државниот завод за статистика во делот на увозот на прехранбени производи на храна и прехранбени производи во Македонија. Ако го погледнете само првиот квартал од 2016 година, може да се направат паралели колкаво е огромно зголемувањето на увозот на храна, посебно во овој период. Тоа е доказ дека субвенциите нити се развојни, субвенциите нити одат кај вистинските земјоделци, субвенциите одат кај луѓето и фирми кои што се блиски на власта, а земјоделците се злоупотребени од страна на власта се со цел да ги имаат во рака, особено пред избори. Затоа, клучен аргумент во овој период е што исплатиле средства за набавка на вакцината која што беше на фирмата од која што раскинаа па склучија договор, ама се уште ниту еден сточар не е обештетен за говедата кои што му се угинати. Пред 3 месеци е започната болеста. Прва работа што треба да направат, да обезбедат средства за сточарите, бидејќи целта на тие средства е веднаш да се обнови сточниот фонд. При затворени сточни пазари се гледа дека ќе се преполови и сточарството во Македонија. Затоа постојано алармираме за сите овие состојби, затоа и Државниот завод за ревизија не сме и не може гледаме да молчи пред документите, аргументите, пред бројките кои што се официјални. Благодарам.